Како кривична пријава е дадено до основното јавно обвинителство. Основното јавно обвинителство е тоа што ќе одлучи како, што и ќе ја спроведе целата постапка. Во конкретниот случај, кој е надлежен да го исчисти тамо шут? Со самото решение, инспекторот што го има издадено, се задолжува и се забранува депонирање на секаков вид на отпад. Со самото тоа, дадено име во рок од 3 дена да се исчисти целата депонија. Доколку не се исчисти, следуваат соодветни како што се е веќе кривични прекршочни пријави. Дали може да се казва човекот што прелопа? Секако. И тој што фрла, и тој што наплаќа, и тој што стопанисува, односно е негов плацот. Колкави се казните за ваква? Па според кривичен законник, ова е прва кривична пријава во однос на фрлање на градежен отпад, шут. Казните се од 1 до 5 години затвор. Во однос на непочитување на решение на инспектор, казната е околу 6.000 евра. Кажете ни што понатаму следува доколку лицето не го исчисти отпадот? Тогаш инспекторот може да даде барање, наредба до, например, јавно комунално предпријатие, каде дека се работи за приватен имот, каде што јавното комунално предпријатие ќе го исчисти целата таа депонија, меѓутоа фактурата ќе биде доставена на сторителот на тоа што е сторено таму. Тој сите трошоци за чистење ќе си ги плати. Колку лица има поднесено кривична пријава? Дали се знае? Се знае да во кривичната пријава опфатени се 3 лица. Чиф плаци? Таму имаме неколку, се јавуваат на неколку парцели различни сопственици, меѓутоа истрагата ќе си покаже. Меѓутоа тројца лица го организирале ова такса. Имаме индици, сознанија дека тоа е така. Побарана е времена мерка за стопирање на секаква активност на таа депонија, како и одземање на сите возила што ќе се најдат таму, односно запленување.